во грешките, немам ја што да давам, кога ништа се би фазат, нема да паѓам повеќе, нема никогаш, никогаш. Нема да паѓам повеќе, доволно учев во грешките, немам ја што да давам, кога ништа се добив назад, нема да паѓам повеќе, нема никогаш, никогаш. Зошто никој не ми кажа дека се само лага, само една лага, дека никој не толку вреден за да дадеш се од себе како јас. Ти сега зема дел од мене и не раздели, знам ке молиш пак пред мене, но со празни зборови и нема јас да бидам та која пак ти простува веќе никогаш. Зашто никој не ми каже дека толку боли вака кога сакаш како јас. Песниче, човече. Боже, ми се почна да се подпевнувам, уште не почната песна. Браво, еј, Бошо. Фала ти. Красиво, Лариджи. Ева, баш ми е мило. После 100 години пак да си направиме емисија. Да. Баш минатата епизода со Марија правевме муавет дека уствари емисиите што ги имаме направено ми се некако како пред една недела, две, пред месец да биле уствари поминало година дена. Стварно не ми текнува кога беше емисијата последно која снимавме. Одамна, Да. одамна и оттоаш има, очигледно има многу песни. Има проекти. Да, и сега, ко почна ми ги кажеш, си викам, леле, човече, значи, срамна ми е, немам време, милион работи се дешават и не сум ни во текст со сите работи што се случуват. знам. Ама одлично песни, Джей. Два пати сега што го свирнав на почеток и некако ми дојде, почна да си го пеам, да си го играм. Баш ми е мило. Замерак. Значи, не си застаната, човече, браво. Сега Браво. сум малце застаната, сега имам она пауза за креативен процес, ама и тоа не е пауза, само што Фала Богу, да. никој не знае во позадина што се случува. Инаку да, изводив доста проекти и задоволна сум многу од сама себе. Гледам дека има добар резултат, колку повеќе работам, толку Одлично. подобро одат сите работи и мислам дека само тоа е клучот до успехот. Дефинитивно. Алал да ти. Мислам, ретко кога млади личности се залагат толку многу и работат толку многу на себе си и многу ми е мило вака кога имам гости што сакат да го пратува и со љубов и со има поддршка од дома и со сите марифети, онака поздрав до мама и до тато. Значи и до Бато, го запознав и Бато сега пред некое време во Урбан Да, FM. Урбан FM, поздрав до брат. бевме со Бети, ми се чини кај Марче, и влегвам внатре и го гледам, викам, ти мора да си брат му на Лара. Тој сум Си вика, личиме ли? не толку, ама дека го имаш клајано на сличиња на ова, Да, го знаев човек, го знаев дека е таму и некако влегов, реков, мора да е брат ти. Да. Да, супер. Кажи ми, овие песните, кој пиши текстови, кој прави музики, што се дешава, кажи ми, пошто многу Не знам зашто претпоставав дека ова ќе ме убав, да, прашаш. убав склоп некако ми дојде музиката и текстот. Да, по оваа песна конкретно ја работев со Дарко Димитров, на текстот работевме заедно со Робин Зимбаков. Со него почнав и се уште работам со него, значи Дарко е стварно гениалец и некако знае да погоди мелодија и мислам дека е доста кечи кој да слушна Скроз. онака ми рече ова останува стварно во глава. Скроз. А околу текстот Робин имаше феноменална идеја, феноменална замисла, го почна текстот, тоа што ми го прати
стварно бев фасцинирана и му реков ова е одлично. После имаше некој цедал кај што менував некои зборови и додадов мои и на крај така испадна заеднички текст. Ама во целото EP што го издав, тоа беа 4 песни во еден ден. Се сеќавам на тие дека ги изваде 4, само ги немав сите преслушано. Да, е па оваа е една од тие. Некако 4 песни ми беа различни, ама некако тематиката и на текстовите и некако како емоција ми се совпаѓаа да бидат во пакета и си реков зашто да не пробам нели нешто ново. Мислам дека тука ретко кога се случуваат ете да кажам такви ствари, некој да извади албум. Многу работи ретко се случува. Да, имаш право. Ама зашто да не експериментирам, зашто да не пробам? И веќе кога ги имав како проекти, сакав што побрзо да ги извадам за да се фокусирам и на нешто ново, знаеш, не сакам кога ми остануваат проекти во фиолка и ми треба многу подолг период да ги извадам како синглови, треба да давам за сите, нели, време да помине една песна па да извадам друга. И некој си рекол зашто не. И така. Да, и си рекол зашто да не ги извадам еве сега 4 да видам како публиката ќе реагира и некако сите си пронајдоа свој фаворит од песните, кој како се чувствува, кој во каков фазон бил тогаш во тој момент и интересно ми беше и оние пораки кои што ги добивав, пример, мене ми е омилена таа и таа, мене ми е друга и дефинитивно многу се вклучи во креативниот процес, односно за музика и за текст, Ризик, која што работевме со Лазар Цветковски. Тука имам доста голем дел и во музиката и во текстот некако и тој ми даде голема слобода да извлече она што да го извлече тоа што јас го поседувам, што нели можам да го дадам од себе, ама ете некако уште си го кријам во позадина и чекам стварно онака да се охрабрам и да почнам што повеќе да. Ке си дојдиш да не се закиреш. Да, еве доаѓа по полека. Да, ке си легни негде. Се радувам на тоа. Ке се погоди негде нешто, некоја емоција или некој момент и ги си речиш, знаеш што, сега ќе ми кажам. Да, сега се повеќе и повеќе ми се погодува тоа и нели како поминуваат годините, животно искуство, си имаш различни нели са со секого ќе си најдеш некој пат, некој ќе ти каже нешто, цигу ќе слушнеш некоја приказна, па дали дури да не е нешто твое, нели можеш нечива приказна да ја преточиш и да ја напишеш, така да ми се случувало и тоа. Дефинитивно. Едни од најубавите песни уствари во светот општо се излезени од нечија туѓа приказна што некој раскажал. И тоа е многу убаво кога човек може да се соживее така со луѓето и да може таква емоција да долови на свој начин. Супер, баш ми е мило што работиш на случајот толку многу и што се внесваш во креативниот процес, пошто тоа ми е мене како музичар општо, побитно ми е тоа отколку песната хит да биде на пример. Исто. Мислам ја уште кога почнав, ја цело време бев присутна во креативниот процес и никогаш не чекав на готово нешто да биде, дали текст, дали музика, секогаш сум сакала да бидам присутна и колку и да треба да седам во студио, ќе седам и ќе работам за тоа што некако тоа е тоа што го сакам и мислам дека како артист најдобро можам да се изградам доколку стварно се фокусирам и се пронаоѓам самата себе си што сакам и во кој правец треба да се движам. Кажи ми, дали имаш последно дали уствари Марија прашав истото прашање, не знам зошто, ама така некако ми иди последно, дали се гледаш себе си повеќе како само да настапуваш своји песни? Или би настапувала и туги песни на настап, да речеме? Дали се гледаш себе си во овие свирки обични што се да речам кафич клуб, така натаму кај што пееш и туги песни своји, или претежно се гледаш на концерти? Мислам дека сите артисти однака што си работат на своја авторска музика, мислам дека поголема желба им е да имаат свој концерт, настапи со свој репертоар авторски и мислам дека секако гледам повеќе да одам кон тој правец. И реално настапите кои што сум ги имала до сега гледам да се бирани така да можам да настапам со своја музика. Значи, пример, доколку е настап од пола сат, повеќе би сакала мои песни да вметнам, отколку некои туги, затоа што во тој пола сат некој ќе ме слушне и може ќе му се допадне моја песна, може не ме видел никогаш, не слушнал за мене, или пак слушнал, но никогаш не отворил песна да види или да се заинтересира.
И ета можеби некоја енергија преку лајф настап ќе му нели ќе му дојде некаква идеја, ајде да слушнам, да видам ова ми се свиѓа. Така да добро е во секој случај да вметнувам мои песни, затоа што и сепак доколку работам веќе целиот влог што сум го вложила во моите проекти, мислам дека би требало да се исплати некако и доколку јас сама не си го испромовирам, кој друг ќе го промовира. Но ако се работи нормално за подолг настап, не можеш цел настап со твои песни, значи пак во Македонија е доста тешко, сите може да се согласат, многу е тешко да се успее онака баш да имаш врв кариера, значи мислам дека стварно треба да поминат доста години. Многу време сака, да. Знаеш, луѓето да се навикнат дека ти си стварно артист, дека ти си посветен на тоа, затоа што ако почнат од почеток да слушаат, можеби ти не си толку редовен, не вадиш често музика и некако нема на што да се приврзат. И ќе си кажат зашто нели да почнам да слушам, кога може ќе се фатат на една песна, ама нема да се верни фанови на твојата музика. Така да мислам дека тоа е најголемиот проблем, ама доколку имам пример сега настапи, еве пример од 2 сати, ќе вметнам кавери кои што пример сметам дека се добри, што одговараат на моите песни, каде што можам да створам и добра атмосфера и на никого да не му е досадно, никој да не се жали дека не сум отпеала ни друга песна, а од друга страна пак да не бидам и дека одам да пеам само туги песни и не си ја почитувам својата музика. Така да би била некоја комбинација, мислам така е сега за сега, ама дефинитивно главна цел ми е некогаш доколку се случи да можам да си имам свој концерт или концерти во множина, зависи од ситуацијата, со моја авторска музика. Но тоа зависи најмногу од мене, колку јас ги работам. Не доколку ќе се случи. Значи не оставаме овде на можности, на дали може или не може. Ти ко си влегла до толку во процесот и веќе имаш хитови, значи дека не е далеку работата би, само што треба мислам дека најмногу од мене зависи. Да, значи, дефинитивно. Колку јас ќе вложам, колку јас ќе работам, колку нели ќе анализирам што на луѓето им се свиѓа, што не. Са, нели тука се навикнати повеќе на таа балканска музика, тој балкански шмек да го има. Јас можеби не го сакам тоа толку, меѓутоа еве се трудам некако да има средина од тоа што јас лично сакам да си го слушам и тоа што луѓето сакаат тука да го слушаат и така некако да најдам некој баланс и сега мислам дека тоа е главна цел да најдам како да допрам до оваа публика. Па добро, види, од песните што ги имав слушнат од претходните, што ти се веќе познати и од новите што слушнав ти уствари имаш веќе некаков стил заокружен од прилика, кај што се движиш, што супер ти лежи и што мислам дека е многу прифатен од луѓето, пошто ден денес да почнеш да пееш некој од било кој од тие првите песни, луѓето веќе ги знаат. Да. Можда, знаеш како, можда ги слушале на радио или било како или гледале на YouTube, не е битно, ама ако почнеш песната, на радио, ако ја почнеш песната, почнуваат да пеат. Тоа е многу добар момент. Да. Така што мислам дека си на супер пат тргната. Ако сме веќе на патот тргнати, дај нешто да го зачиниме, да свириме нешто да направиме. Саеш нешто твое. Па може еве да разбиеме со нешто туѓо. Зборнавме, сакам од Каролина Гучева Хипокрит да пеем. Čudno se onezova, na tuđ parfem mi mirisa se javova na nekoj nepoznatoj. Mislim дека nešto krije, krije od mene. Desete godine što mi ги потроши.
a ti oди si. A jaz ke najdem drug. Iako jaz verova vsega se somnevam, дека тој некогаш ќе се промени. А јас не сакам да го делам со друга. Не можам повеќе да издржам јас, мојот глас не допира до него повеќе. Тој без срам ме изневерува, готово е меѓу нас. Сите години што ми ги потроши, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ке преживеам, ке бидам посрекна, а ти оди си. А јас ке најдам друг. Сите години што ми ги потроши, само открив ти си хипокрит. Без тебе јас ке преживеам, ке бидам посрекна, а ти оди си. А јас ке најдам друг. Во. Значи, му се јавиме на Каролина, ако може да ти ја дај малце, баре половина песна да зачупе, ако може. Бош му Каролина, ако легне. гледаш ова. Да. Прати Каролина од време на Се време. шалам. Да. Вистина шубо ти легна песната, човече. Ова ми е, мислам, омилено нејзина песна. Ќе направите некоја соработка, јас осеќам дека негде нешто ќе... Јас многу би сакала. Мислам, Да? искрено она ми е баш така некако многу добар пример за како кариера треба да Дефинитивно, изгледа. да. Тука кај нас. Долгогодишна кариера. Да. Би ја издвоила стварно како една од моите фаворити тука, ако не и Јако. омилена. Да. Моја омилена. Ајде бе, ще наводно. Немој. Не, таман работа, ќе испадни дека на секоја емисија жена ми ја спомнувам. Па ја спомнав успат, али добро, ајде. Ако, поздрав. Да, супер. Значи, Каролина, нема збор. Треба и да ни дојде некој ден, само ќе видиме тука со Николче да ги сместиме негде Да. и да ни направат заедно, да не му се мешам јас, ќе му ги грешам песните. Извини, љуфнав некој акорд прега, ама реков, фајне, прекинувам сега, шубо си пеј чупето. Нека си вози. Не, значи која има енергија и јас сутнав нешто, ама сега кога Врска. Никој не знае. Да, Ќе тенка да... ако има добра емоција, мислам дека никој не приметува. Дефинитивно, да. Ако не покажеме. Да, нема врска. Знаеш како, на крајот на денот и грешките го прат шмекот на работата. Да. Јас стално тоа го викам и кога ќе правиме музика и кога ќе сме во живот, уствари тоа е поентата на живиот настап, кога Сад не е совршено. Да, не да направиш пепел кој јас некоја што правам, ама како било, знаеш, да има нешто да се осеќа дека е тука, да има импровизација. И затоа јас многу пати не ќам ни да вежбам, и многу пати туку никогаш не ќам да вежбам, сакам така да биде некако шо по-лабаво, шо по ро, тврдо, онака, да тука јас сакам да бидам. Па мислам дека луѓето осеќаат кога не е нешто вештачки или извежбано, него кога е онака природно. Мислам дека 100 пати поубаво излегува така. Дефинитивно, да. Така и за песни и за се што се работи. Ја тоа имам приметено. Мислам колку и да имам работено на некои песни и да сум се трудела да звучат најдобро што може, некоја песна што била најбрзо напишана и што била онака сосема случајно се и мелодија и текст, тие песни мислам дека секогаш е најдобро допираат до луѓето. Секогаш е така. Имаш кој е најдолго време што имаш заглавено во студио на некоја песна? Не сум сигурна колку долго ја работевме, ама Суле Спасев Макфест 2022 ли беше или 2021, не, 2022 беше. Душа тогаш, со таа песна настапав, Душа ја правевме. Да, беше... Проблем со таа песна беше што, значи, преубава емоција имавме дури ја правевме, ама он ја свиреше без темпо. Значи, само клавир и јас пеев. И тука Робин беше, имавме текст, тројцата бевме онака у еуфорија, колку онака убава емоција има.
и колку добро се совпаѓа текстот со мелодијата и со мојот глас и се. И некако тоа демо не можевме никако да го повториме да биде во темпо. Шанса, да. И најтешко што беше, пример некаде, нешто ако сакав да ставам пример придужни вокали, беше многу тешко затоа што нема темпо и треба онака се да биде сицкано правено специјално според тоа како е фристайл песната испеана. Тоа е најтешко. И немавме одредено како ќе биде крајот, тука не знаевме дали да ставаме цедал, имавме еден момент како што го направивме, не знам, стававме плюс текст, некои пратечки вокали, нешто скроз друго и на крај, не знам, импровизација некоја отпеав и остана така песната и така беше крајот. И мислам дека за таа песна најмногу онака си имаме. Си намачивте. Мислам онака душа дека да. не искочи баш од душа сега песната. Али мислам дека многу емоција има и вредеше се. Да, некојаш и вреди, некојаш се мене ми се има случајно песна што никој не ја знае од првиот албум. Дури јас се имам забораено да заглавам онака месеци секој ден дома студиото и пробвај ова смени го, она смени го и на крајот никому ништо беше муаветот, а песни што ќе ја направиш онака од ракав ќе извоиш и ќе излези супер. И си што сум се мачал толку. Да, ама зато и не ќам да се мачам. Зато ако не оди природно не присилвам ништо покјот, ама мораш да поминиш низ тие работи. Иначе ми е мило, го гледам ентузијазмот, дур збораш, вака направивме, така направивме, онака со душа си го кажеш и кам видиш шубо. Тоа е кога ќе го сакаш процесот, кога ќе не е нешто исилено како што гледам денешно време што има луѓе што прават музика само затоа што сакат популарни да бидат, не заради музиката, него заради нешто, заради имидж, појма немам. Да, мислам дека многу е побитно некако да го работиш тоа со љубов, па дури некогаш да немаш брз резултат. Мислам дека подобро е да гледаш на долг рок и да си работиш и онака да го сакаш тој процес, пошто пример ја го сакам процесот, без разлика колку бргу доаѓа некои резултати, дали е тоа ку знае што или е нешто минимално, мислам дека е убаво. Не, па дефинитивно маратон е работата, не е шпринт, значи. Да. Ова работа треба да ја сакаш за да траиш и за да направиш нешто и треба ако го работиш тоа што го сакаш, да. Кога тогаш во текот на животот ќе си дојдат резултатите и многу ми е мило што има млади талентирани луѓе како тебе, како Марија, како Ентон, други што си ја сакат работата и што си го работат со мерак нештото. Не му е ништо присилено, не прат ништо заради нешто друго, туку стрикно за да си го направат тоа што сакат да си го постигнат. Кажи ми, пошто ми спомна со тоналитетите нешто преге, имаш балетско завршено, така? Да. Не учевте ништо? Ние имавме, јас имам одено на солфеж како мала, значи тргнав на 6 години и јас почнав да одам и на балет и на солфеж. Свирав клавир, ама не ме интересираше тоа толку. Некако кога бев мала не бев толку фокусирана на музиката, повеќе околу балетот бев. И мислам дека и затоа до ден денес уште го учам тоа и сакам да го студирам и ме интересира. Ама тоа си е некако позадина и тоа е нешто што јас сакам да си го правам и да кажам така приватно повеќе си го терам тоа. А со музиката некако знаев дека сакам да просперирам само преку пеењето и некако не ми беше толку интересно кога почнав теорија да учам и такви ствари. Да, досадна е теорија, не може. Некако така мачно ми беше тоа да го учам, не ме интересираше толку, не ме влечеше. И кога отидов во средно се запишав балетско, имавме само клавир од музички предмети. Да. Зато те ама прашав немавме солфеж и тука беше малце, пример, јас знам да свирам по ноти и тоа ми е јасно, пример, затоа што сум го учела и немав проблем. Ама доколку немаш солфеж претходно учено, малце е тешко и знам другите што учеа со мене им беше многу тешко. Пример, тие се балерини и имаат во основно учено ноти, ама колку се посветуваат во основно на музичко, не е тоа. И единствен предмет беше тој, ама сега ми е добро на балетска педагогија кога се запишав на ФМУ,
имав да бирам музички предмети, така да си одбрав хор, имав теорија на музика, така да сега повторно се навраќам на музика малце и мислам дека сега ми е поинтересно и повеќе сакам да се фокусирам него кога сум имала 6 години. Да, добро, сега како влегваш во процесот на создавање, сакала или некела ќе ги поднаучиш тие работи, тоналитети, чуда, пошто тебе ги ти олесни работата, не за друго, не дека нешто, не дека нешто сложено е. Ама тоа ме интересираше затоа што учев на ФМУ и ги гледав дека балетско е тука и нон-стоп се дружат луѓето, ама немав појма што учат, освен балетот, знаеш, не знам дали учат музика или не. И мислам дека треба барем по нешто основи да учат. Јас мислам дека побитно е, пример, солфеж да научат, затоа што тука, нели, клавир е супер предмет. Мислам, стварно си беше се окей. Мене ми беше интересно веќе, стварно во средно, тоа што викам, сега сум постара и сега повеќе сакам да се фокусирам на тоа, ама мислам дека општо на балерини повеќе би им било од корист да учат солфеж, затоа што ќе знаат колку трае такт и тоа е многу поврзано, например, кога поставуваат вежби, еве, ако сакаш да си утре педагог, мора да знаеш, пример, 4/4 такт, 2/4 и движењето, дали е на 2, дали е на 3, мора да разликуваш. И тоа е нешто што сега го учиме на факултет и веќе е добро, но би било уште подобро солфеж да имаме и во средно. Уствари треба да ги знаеш и формите на композициите што балетот. Да, деканката Дарија, ако може, пошто треба и да ни дојде на емисија, потсетете ме од режија да му речам да го вметнат и то форми во малце учат, пошто на балетско уште форми му фали, ама не, вака по муабетот, баш размислив на моментот, се викам, па, уствари кога се поставува една представа, не само да знаеш тактот, туку треба и формата да знаеш за да можеш кореографијата да. Многу е поврзано. Мислам дека и многу луѓе не знаат, ама многу е поврзано и многу музиката помага во балетот, а реално и балетот може во музиката да ти помогне доколку си перформер, нели, доколку дефинитивно треба да искочиш на сцена, да не си статичен, него да можеш да се прилагодиш. Пример, ја би сакала еден ден кога ќе си имам своји настапи, кога ќе имам, нели, моја идеја околу тоа секако ќе изгледа, сакам да имам кореографија. Пример, тука ќе можам сама на себе многу да си помогнам од кореографски аспект, ќе можам самата да си поставам, ќе знам точно што како ритамот го разбирам веќе, а движењето нормално, танцовалноста ја имам со тоа што сум играла балет, така да си помагаат едно со друго и дефинитивно, видиш, ќе ти олесни работата, остајди та работа. Кој треба концерти да се договарат и да се прават настапи. Што ќе викаш кореограф? Слушај, јас ќе си поставам. Застани ти тука, ти вака направи. Ти ќе направиш вака со рака. Јако е, да. И многу е убаво што ти се поклопват двете професии, пошто има многу од пеачите што имат сосем некоја трета професија, што не можат да инкорпорират во приказната, ама ова е веќе, и особено музиката исто така, многу е полесно, како за танчер би било многу полесно, аз пошто правев музика за овие како се викат современи танци, брат ми то студираше и често правев музики за нивни представи. И многу е полесно, на брат ми беше многу полесно, пошто имаш основата музичка и пошто свири инструменти и така натаму, и не мора да го чека одреден удар во музиката, пошто веќе може да го изброи, веќе му е мислам, него ни броиш, едноставно ти е моторички ти. И многу му беше полесно да совлада некој таков дел. И шо си направивме мојот музички. Дај да свири уште нешто. Океј, одиме, може сега што слуша една моја? Може. Добро. Со која? Осамена. Да, да се вратиме малце назад на старите песни. И се влегваш Трајанка Мане сама. Да. Од нигде никаде. Манав еден акорд, друг почнав, ама нема врска. Може? Мислам дека нема да сгрешам. Sama, nemo tancovam
Не знам оти, ама овие побрзите песни кои ги фатиш малце побавно и вака акустично, Многу во си лежат. Свирам песната прв пат во живото и си велам леле шубо си легнува вака. Да. Замерак и цело време беше шубе да не промашам нешто, ти шубо си залепи, си викам немој сега да грешиш акордион, биде некои идеи да ги свирнувам, си викам не гибај, тере. Стварно топси, како сите ги фаќаш од прва, значи само чекај да слушнам, окей, добро, Да, и си свири до крај, добро. тоа и импровизираш и се. Не, абе, види, години работа е, Да. не, мислам, секој музичар може и да го направи, тоа не е ништо страшно, ама кога ќе се сакаш работата, Да. поинаку е, знаеш, кога ќе Се сакаш гледа да дека навлезиш, уживаш да, во нештото. Има луѓе што свират, ама свират колку Колку да се каже, ќе го да. свири, го направи и готово, или Да. па има некои што многу сакат да се покажат, пример, ќе свири свирка и ќе фати некој со лажи, чуда на секоја песна со лажа, чекај другар, за друго сме дојдени, знаеш. Ама кога е со љубов нештото поинаку е. И многу ми е мило што вака си легнуваат песните, и многу е песни имаш. Фала ти. Не дека ми идиш гостинка па сега ти прам лице пред телевизија, не сум човек лица што прави многу. Искрено ти викам, многу ми е мило што си фаќаш еден убав стил што го нема во Македонија технички. Многу ми се бенди слушат и тера кариерата така. И се надам дека ќе се дружиме уште поќе вака, да не биде еднашна Да. година и кусуро. Значи, кога ќе имаш нешто, кажвај, оти јас многу пати не сум во тек. Тоа не е за фалење, ама стварно имам Добро се премногу. случува. Да, имам. Ама и ке пошто- нас има еден куп артисти и мислам дека луѓето не се ни свесни ствари колку имаме ние музика Има, тука. да. во Да ти кажам Македонија. право, од Urban FM ко почнаа да вадат на Јас секое јас исто, фреш да. релисе, си викам што се дешава, Да. не ги знам луѓево, разбираш, толку многу има. Исто. Претходно си кажеш, одлично. добро, знам, еве, тој артист, ама вака кога почнаа на Urban FM поготово да пуштаат, значи на радио, пример во кола, цело време кај мене е уклучено и само ќе слушнам некоја нова песна, си и чекај да видам која е песнава и баш ми се свига што ете некако има некаква, да кажам, револуција, Да, малце има. по малце, Има. се фокусираме на македонска музика и се надам дека така ќе остане. И јас да дека ти ќе имаме кажам право. уште поише работа. Да, и јас се надевам дека ќе имам и јас поќе гости тука и дека Да. и ние почесто ќе се дружиме и ќе идат уште поќе млади луѓе. Апел до младите, не се срамете, море, пишете таму, Дечки, ќе дојдете направиме некој, слободно. да. Лабаво е. Лабаво скроз, ќе си дружиме, ќе си попееме, ќе си посвириме и ќе си изуживаме. Да, фала ти и Лич. тебе затоа што ти си еден од тие што највише ја поддржува македонската музика со преку вакви ствари, мислам. Реално мене како артист многу ми значи да се Баш ми е појавам и да драго. можам да си испеам и нешто мое и нешто за душа да си пееме и да си кажам тоа што имам и ти да си кажеш тоа што имаш и баш ми е драго. да се видиме и така. Што беше уствари поентата и концептот на приказната, да може кој секој артист да дојди, да си ја олава и душата едноставно, да си го направи по свое, да не е врзан со стеги, мора, временски, невременски, И да не е знам на како. прашање, кажи ми сега тоа и тоа, и Да, ти да одговориш, него да. буквално се надоврзуваме од тема на тема, така да... Скроз. Фала ти уште еднаш на поканата, преубаво си таман помина. работа, Поздрав таман до сите твои гледачи и се надевам дека кога ќе имам нешто следно ќе се видиме, а и да немам, се надевам дека пак ќе се видиме. Дефинитивно, види, Ќе си вратата е пееме. отворена. Да. Значи, Само ментално е за пеење, затворена, за пошто свирење снимаме. ќе отвориме, не е страшно. Треба дефинитивно воздух да влези, малце жива вода се направивме. Да. Ама вратата е отворена кога сакаш. Значи, кога ти душа сака, сакаш сама, сакаш викни си друштво, ќе свириме, ќе пееме, татко ти ако е тука негде ќе го викниме, зверо ќе го викниме, ќе ни посвири. Сите Сите ќе ќе ни фатат посвират по нешто по да малце. свират. Да, пошто ми забушават, јас ги викам, ама забушават. Така што ќе си се дружиме и ќе си промовираме и ќе си уживаме и ќе си лабавиме едноставно. Фала ти што ми дојде Фала ти и тебе. и фала ти што правиш македонска музика нон-стоп и немој да прекинуваш. Никако. Кога тогаш, Тоа не е уплат. кога тогаш Каролина ќе се јави кај и да е, ќе видни се тоа. Дај Боже. Да, фала ти и фала ви дечки и вас што вака ни гостувате, да речам, покрај малите големи екрани сега, пошто се цели табли телевизорите. Фала ви што се надевам уживате со нашата музика и нашите муабети. И се надам дека и наредна недела во 18 часот ќе се видиме пак тука на истата, што би рекле старите фреквенција, или на истата,
Бранова должина, не знам што е, на истата телевизија, вистинска ова, што е вистинската телевизија, на истата. Фала ви, убав вечер и се гледаме наредна недела. Поздрав!